Во Тетово властите се уште не презеле конкретни мерки за обележување на пешачките премини, кои ли ги нема или едва се видливи. Хоризонталната сигнализација представува најголем проблем за децата, каде пред нивните училишта нема означени места за да ја преминат улицата. Сето ова влијае на влошување на сообраќајниот хаос и безбедноста на граѓаните. Тие се жалат и на лошата сообраќајна инфраструктура, која не соодветно изградена и која дополнително создава гужви во сообраќајот. Прво и основна работа е дека кружните токови како решение се може добри. Ама еве конкретно овој кружен токови не е соодветен. Мислим дека од делот на сообраќајот поголеми возила одека не може да поминат. Значи автоматски би направиле кочење на сообраќајот и сите тие работи кои што не се соодветни со сообраќајот. Огромен проблем, рецимо, конкретно за ова овдека решањето на проблемот со возилава, односно такси возилава што се со комињава. Овдека имаме две училишта од кои што претежно имаме деца кои што се со мали возрасти поминувањето овдека место да се решиве проблемот на некој соодветно место гледаме од овдека дека скроз се блокирана целата улица и не знам што се прави. Ова е проблем кој што дефинитивно у градове мора да се решиве. Мислам тоа е тотално оставање на можноста да во даден момент имаме некои несакани инциденти, не да Боже деца да биде повредено и така во таа смисла. Значи тоа подхитно на најде решение општината да ги слосира тие. Експертите велат дека властите постојано треба да интервенираат во сигнализацијата и сообраќајната инфраструктура. Во секој случај дека смета. Интензитетот на сообраќајот сведоци сме дека буквално нема шпицеви и релаксирани периоди, него е со константен еден висок интензитет и во секој случај необележеноста, односно недостатокот на хоризонтална сигнализација секако дека смета. Значи поготово за малите, за учениците кои што не размислуваат, него треба едноставно да бидат упатени таму кај треба да ги минуваат сообраќајниците. Значи добро би било кога локалната самоуправа би дала приоритети во суредувањето на комуналните работи. Но според нив без изградба на паркинзи на влезовите од градот, ни обиколници кои би го пренасочиле транзитниот сообраќај, проблемот со гужвите и метежот нема да се надмине. Треба да се спречи дотокот на сообраќајот во центарот на градот. Затоа не треба нешто многу, некоја филозофија или стручност голема, тоа значи дека на трите влеза во градот треба да се обезбеди паркинг плац на кој што масовно ќе се овозможи паркирање на механичкиот прилив што дневно го има во градот. И неизоставно со тоа поврзано еден ефикасен градски сообраќај кој што од тие центри за паркирање ќе ги дистрибуира, односно ќе ги носи луѓето што нормално мора да доаѓаат во град, ќе ги носи онаму кај што е потребно. Меѓутоа факт е дека механичкиот прилив на дневно ниво 3, 4 или 5 пати во текот на денот е со огромен интензитет и нормално дека ќе се загуши сообраќајот во центарот. Од општина Тетово ни одговорија дека хоризонталната сигнализација не е обележана, затоа што на објавениот тендер за изведување на работите не се пријавила ниту една фирма. Оттаму велат дека градењето на обиколници чини многу пари и без помош од централната власт ваквите проекти не може да ги реализираат. За сега ниту од владата нема никаква најава за инвестиции во сообраќајни проекти, кои би го пренасочиле транзитниот сообраќај надвор од Тетово. Експлозија ноќеска ги вознемири жителите на Тетовска Мала Речица. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, детонацијата се случила 10 минути пред полноќ во куќа сопственост на 66 годишен жител кој се наоѓа на привремена работа во Италија. Според полициските информации, непознат сторител насилно ја отворил помошната врата на приземјето од куќата, влегол внатре и на самиот влез од дневната соба, поставил експлозивна направа со споро горечки фитил, го запалил пошто го напуштил местото на настанот. Од детонацијата, како што можеше да се види од соседната куќа, целосно била оштетена внатрешноста на приземјето, дрвените прозори, фасадата и ѕидовите, помошната врата како и стаклата на влезната врата од катот.
Од isfrлените дрвени прозори на куќата, искршен е и прозор на соседната куќа сопственост на 57 годишен жител, кој во моментот на експлозијата со своето семејство бил во домот. Пребарување на теренот извршила Управата за безбедност и контраразузнавање, оделение за антитероризам при МВР, а увид на местото извршиле јавен обвинител при основното јавно обвинителство Тетово и увидна екипа на СВР Тетово. Бил пронајден и подигнат предметен материјал кој бил доставен за вештачење. СВР Тетово презема мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Инаку во втор обид за поставување и активирање на експлозивна направа во куќата лоцирана на улица 146 во Мала Речица, на први овој месец телефонски во полициската станица Тетово било пријавено кражба, а кога полициските службеници излегле на местото на настанот, на влезната врата забележале експлозивна направа. Истата била подигната за вештачење, како и други траги од местото на настанот. Дваесетидеветгодишник од село Теново завршил на скопските клиники откако со своето возило излетал од патот. Како што соопшти МВР вчера околу 17 часот и 15 минути на регионалниот пат Радиовце Брвеница, во близина на земјен пат за реката Вардар, случајна е сообраќајна незгода во која патничко моторно возило Citroen Berlingo со тетовски регистарски ознаки управувано 29 годишен жител на село Теново излетало од патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот кој по укажаната лекарска помош во клиничката болница Тетово бил пренесен во ургентен центар Скопје, каде бил задржан на понатамошно лекување, додека 29 годишниот сопатник од истото село по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Тетово и се работи на целосно расчистување на случајот. Ликовната уметница Блашка Миева од Скопје за прв пат ги представи своите дела пред гостиварската публика. Во Центарот за култура Асном вчера вечер беше отворена нејзината самостојна изложба под наслов Играта на водата. Изложбата се состои од 60 уметнички дела работени во техника акварел и лавиран туш. Овој пат се представувам со изложба на цртежи, работени во лавиран туш и акварелна техника и ќе представам околу 60 на цртежи. Овој пат се решив за акварелната техника, за прв пат ја работам акварелната техника, инаку досега работам во акрил и во маслено платно, меѓутоа за прв пат, како што споменав, предизвик ми беше акварелна техника и лавиран туш, па овој пат се представувам со тоа. Бидејќи самиот збор акварел е базата на водата и слики креирани преку нормално бојано, првата база е водата, може да се каже, ја можам, барем вака ја разберам, може да биде или преку водата и бојата да се направи игра и да се креира врвни дела, или може преку бојата да се покаже игра, дали ќе биде море, дали ќе биде океан, дали ќе биде нешто, но се тоа е играта на таа вода. Тука ќе оставиме, може би ќе биде тајна за авторката што сакала да каже, но 30-годишната авторка Блашка Миева дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, одсек сликарство под менторство на професорот Вело Ташовски. Реализирала 3 самостојни изложби и учества на повеќе групни во земјава и надвор од неа. Активно работи и на полето на дизајн на накид. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Во Гостиварскиот центар за култура до крајот на оваа година планирани се уште 3 изложби од годишната програма и 3 во соработка со ликовни здруженија. 20-годишниот тетовец Игор Томески е добитник на Нобелова награда за младинци по втор пат, како единствен македонски и балкански представник во 2016-та, како прв македонец воопшто и како еден од двајца балкански представници во историјата. Нобеловите награди за младинци ги доделува Нобеловото национално здружение за најдобри светски матуранти на годишно ниво. Игор Томески, двократен добитник на Нобеловата награда за драма, лидерство и визија во 2015 и 2016 година, добива награда за неговото дејствување во областа на филмот и театарот.
Игор се здобива со награда врз основа на целокупното негово дело, со неговите многобројни филмски и театарски проекти, школски, локални и национални, и неговата 8-годишна нон-профит ангажираност во таа област, водејќи нескромна бројка на тинејџери од мала возраст. Најглавните препознатливи проекти се ТВ серијалот Авантурите на Прцко, составен од 3 долгометражни филма напишани, режирани и продуцирани од страна на Игор до својата 15 годишна возраст, кои беа препознаени за концептот, режијата и продукцијата, во кои води повеќе од 50 млади дебитанти, како и за драмата 3-часовна пиеса Театарски џумбус, напишана, режирана и продуцирана од Игор на само 18 годишна возраст, која беше наградена за сценариото, форматот, како и пораката и моралот на истата, подготвена за само 2 месеци, во која води повеќе од 35 актери. Игор со истата представа исто така се искачува до полуфиналето на светската листа за наследник на Нобелови вредности 2016 за споделување Нобелови вредности и мотивирање на младината. Со препознавање на продукцијскиот аспект на Авантурите на Прцко, на церемонијата на доделување на наградите беше поздравен и гестот на локалната телевизија Кисо Тетово, која овозможува услови за уметничко развивање на млад талент и во негово регрутирање и поттикнување за режирање на играна програма од исклучително рана возраст. Игор Томески како Нобеловец е ослободен од плаќање на школарина од престижни американски универзитети врз основа на своите вонсериски достигнувања. Игор Томески живее, студира и работи во Њу Јорк и е на филмски и театарски додипломски студии. Најновиот филмски проект на Игор се вика Идеализмот на младиот човек, обработува психолошка тема за развојот на една суперинтелигентна и надежна индивидуа во овој свет на технологија, статус на неправедност и деградација на семејни и духовни вредности. Филмот во кој играат повеќе од 60 млади актери ќе има премиера како во градот Њу Јорк, така и во Македонија. Во рамки на 5-тото издание на Меѓународниот фестивал на национална драма, организиран од Националната установа Тетовски театар, утре на сцената на Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово ќе биде одиграна представата премиера во сабота на Прилепскиот театар Војдан Чернодрински. Љубителите на драмската уметност со почеток во 20 часот ќе имаат можност да уживаат во колаж од повеќе театарски ситуации, низ кои се издвојуваат две паралелни приказни. Едната го води гледачот низ процесот на создавање на театарската представа. Публиката се соочува со дел од многобројните навидум банални проблеми и непријатни ситуации прикажани на исклучително комичен начин, па дури елементи на фарса, кои неретко и во реалноста се појавуваат низ процесот на работа. Другата приказна, исто толку комична, во основа е приказна за љубовта, но низ неа се испреплетуваат разни емоции, интриги, лага и љубомора. Премиера во сабота е приказна за животот на сцената, но и оној зад сцената. Представата е во режија и текст на Коли Ангеловски, а играат Трајче Ивановски, Виолета Чакарова, Владимир Ѓорѓиовски и други. Премиера во сабота на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински за прв пат е изведена во јуни минатата година на сцената на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, а тетовската публика ќе има можност да ја погледне утре со почеток во 20 часот во Центарот за култура Илјо Антевски смок во Тетово. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните на Тетово? Со какви проблеми? Прво проблеми што нема чистоќа, прво. За свешта и сиромаштија. Друго што дам да ти кажам, повише не знам што да ти кажам, а овие сигурен сум. Значи, најгаден град не у Европа или ова да кажем у Балкан, него у цело Европа, у цело свет, значи најгаден. Како може тоа да биде? Кај одат тие пари 72 години од 44 година до сега? И сега ние немаме ништо. Не знам. Прва асоциација која ќе се спомене проблем за Тетово конкретно е депонијата, загаденоста на воздухот, дивата депонија што подолго време, значи, тлее во сите нас, не само во градите, него и во психиката и никога се најде решение. Потоа да речеме проблемот со гимназијалците и простор за гимназија, долги години, веќе 10 години след проблем. Инаку, обшто, како и
во цела Македонија, така и овде, сиромаштијата како болест, потоа разни видови на неисполнетост на граѓаните во смисол на нереализираност во врска со остварување некои амбиции, во врска со нормално живење, не мислам на амбиции кој знае какви, него да речеме оној кој што се спремал за нешто да работи во животот, да се посвети комисија, не можете да го оствари од X причини. Па да речем и редица други комунални проблеми, паркирање и така натаму, проблем има многу. Овој ѓубриња тамо вамо не чистат и тие работи. Со вода ја не живам овде, ама и со вода имат проблеми. Гледам секој ден на телевизија, викат со вода имат проблем. Зашто не го прават? Каде е проблемот, што знаеме ние? Со свакакви проблеми. Според вас кој? Па криза, работно место нема, со криза. Па со све, со сиромаштија, со све политички не чини, економист не чини. Тоа е. Зошто така сметате? Па што знам ја? Властот да има тоа. Па проблеми има доста. Кои се најголемите? Загадувањето на воздухот е, реката горе Пена е катастрофа. Треба да се онади, да се земат мерки нешто. Има разни паркинги немаат, да се гради некој паркинг, добро е за тето, нешто е средено, али па треба уште. Према колите што има, немаат место кај да се паркираат. Не е лошо да се прави некој паркинг плац, тоа е добро. Секој мисли за себе, за некого друг не мисли никој. За народ никој не мисли. Никоја партија. Што да речеме друго? Така е. За работа, секој за работа сака работа. Ја не треба за мене више работа, ама тој младиот сака работа. Ја имам една мала пензија. Денеска сам, утре може да не сам. Не сум чула дека некој се вработил во последно време. Многу слабо. Вработување, ја да ви кажем, сум стешец. Со години уште малку до пензија сум. Работувањето е катастрофа. Син ми е работи, ево 34 години има. Уште не е запослен. Чак сега падна, пред 2 години падна од племја, од кровот. Ми се онади се е непокретен. И чак сега и плати, и овие плаќа, и за радио телевизијата му доаѓа. Сум бил кај народно правобранител 2 пати. Ништо не ми помагнал. Тражат они проценка. Проценка, бев кај докторот тамо, кај овие за коске, тамо специјалист, таја го гледаше со количка. Па отидов у Скопје, им викам, ваќе, викам, ништо мора проценка да е од детево да го донесемо. Ја не знам каква проценка тражат. Детево е у недвижење. Нема правда, нема. Не е баш како што треба. Не се гледа како луѓите како се наоѓаат у животот. Со ѓубре, многу ѓубрето не го собира на време, не доаѓа и така. Вода некогаш не има доволно, некогаш ја допира, ноќу ја допира и така. Но има многу проблеми, не се решават, джабе што ги кажуваме. Никој нема слух за нив. Какви проблеми вие би? Имаме проблеми во братство, ми учи детево со паркирањето, не можеме да поминеме. Второ, со паркирањето на овие другите возила, не е решено паркирањето. После има проблеми со комуналното, со хигиената. Многу ѓубриња на сите страни. Секако инфраструктурни проблеми колку сакат. Може да набројуваме уште долго, меѓутоа работата е да се бараат решенија и конкретно бар на еден од овие проблеми да застанеме јако, сите заедно, прво да се повика
општинските власти, да речеме конкретно, соработка со државните власти, па да речеме Тетовската депонија на некој начин да се среди и да сите почнеме да дишеме, ако ништо друго. За паркинзи нема. Паркинзите се за нигдека, нема кола кај да паркираш, сами гледате гужва голема и така. Состојбата на улиците? Улиците, кај што ќе ископа, така останува, со песок, само мало кој ќе, например, ја кај што живим, улицата, кој заврнува од све улице, водата туе доаѓа и таа за нигдека. Коментар за политичката состојба? Во земјата? Да, во земјава, како ние? Неизвестна до крај, преоптеретена под голем притисок, на избори неизвестни, ќе има или ќе нема, кој има што и како. Мислам дека ова више толку се избанализира да така да веќе не може ни што човек со трезна глава секојдневно под разни притисоци да мисли, да предвиди, да постави некои долгорочни цели. За политика, да ви кажем, не сум многу. Ни за едни, ни за други. Нема ни поарно, ни од едни, ни од други. И затоа сум разочаран малку. Потполно сме свесни за последиците кои може да произлезат од евентуалните компликации околу изборите, но и околу работата на специјалното јавно обвинителство. До тоа никој не сака да дојде, вели вице-премиерот за евроинтеграции Арбар Адеми во неделното интервју на Радио Слободна Европа. А тоа е да покажеме и да докажеме дека имаме капацитет и посветеност да организираме избори кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, чии резултати ќе бидат широко прифатени. За сето ова разговарав и за време на мојата последна посета на Брисел, кога се сретнав и со еврокомесарот Хан, но и со други високи представници на институциите на ЕУ. Како политички чинители, разбирајќи комплексноста на политичката ситуација во земјата, во регионот и пошироко на глобален аспект, потполно сме свесни дека за последиците кои можат да произлезат од евентуалните компликации и околу изборите, но и околу работата на специјалното јавно обвинителство, до тоа никој не сака да дојде, а одговорноста секако е врз политичките чинители кои се инволвирани на политичките преговори. Во однос на извештајот на Европската комисија за земјата, како и секогаш јас верувам дека ќе добиеме објективен извештај, коректен извештај, каде што ќе се нотира нашиот напредок, позитивните активности, особено напредокот во политичкиот диалог, но секако истиот ќе содржи и забелешки и препораки пред се за областите кои се опфатени за соитните реформски приоритети. Дали однесувањето на политичките партии остава впечаток на немање политичка зрелост, особено што не му се дава целосен легитимитет на специјалното јавно обвинителство и со последното неусвојување на законските измени во собранието? Или колку вие од вашата позиција може да кажете дека на овој начин целосно се спроведува договорот од Пржино? Обврска на сите политички партии и на собранието според договореното е да ја дадат понатомошна поддршка на специјалното јавно обвинителство, да ја изврши работата за која е и основана. Јас сум убеден дека единствениот начин за разрешување на политичката криза се консенсуалните решенија, се сеопфатните решенија. Затоа сметам дека секоја иницијатива која ќе произлезе од пржинскиот процес треба да е заедничка иницијатива. Со едностраните иницијативи се урива консензусот, а со тоа можеме да дојдеме и до пропаѓање на договорот. Времето денес беше променливо облачно со повременни врнежи од дожд и со ретки грмежи. Дуваше слаб до умерен јужен ветер.
Утринските температури се движеа од 7 до 11, а дневните од 12 до 19 степени. Утре не очекува променливо облачно време со повремен дожд и со слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури ќе се движат од 6 до 9, а дневните од 11 до 18 степени.